Титан Усија се наоѓа пред нова еколошка дозвола што ќе го одреди начинот на работење на фабриката во наредните 7 години. Представници на институциите, граѓаните и невладините организации се собраа во иста просторија и јавно ги кажаа своите ставови. Од Министерството за животна средина велат дека постапката се спроведува согласно законските процедури, а новата дозвола ќе ги содржи условите што произлегуваат од новиот закон изработен според сите европски стандарди. Новата дозвола која што ќе ја добијат, засигурно ќе биде заснована врз новите услови кои што произлегуваат од новиот закон за контрола на индустријски емисии. Сите дозволи кои што се издадени досега, сите ќе претрпат измени и тоа почнувајќи од идната година. Од Титан Усија нагласуваат дека веќе досегашната работа е слика на сите европски стандарди, а фабриката ги почитува сите законски прописи. Ние ќе работиме согласно важечките закони кои што пак ги транспонираат европските директиви. Така да ние никогаш нити досега, а нема ни во иднина, да ги надминуваме пропишаните вредности кои што се дел од сегашната дозвола и во иднина. Од граѓанската иницијатива Стоп за Усија велат дека нивните досегашни предлози не се вградени во документите. Иако очекуваат трнлив пат, сепак остануваат на нивните ставови и барања. Се рапортира за многу малце емисии, да речам за 30% од емисиите, се останато што е тешки метали, диоксини, фурани и најканцерогени работи воопшто не се известуваат, а се барања во европските стандарди. Значи бараме мониторингот да биде засилен, транспарентен и јавен. Од Министерството за животна средина идната недела најавуваат средба со представници од иницијативата Стоп за Усија со цел повторно да ги слушнат нивните забелешки и барања.